Над 1000 приватни стоматолози, лекари и медицински сестри од земјава можно е да останат на улица, бидејќи оваа примарна здравствена дејност која и онака подолго време мака мачи со рентабилното работење, не влезе во ниту еден сет од владините мерки за побезболно функционирање во овие вонредни услови предизвикани од COVID-19. Според председателот на Сдруженијето на приватни стоматолози, доктор Жарко Ѓоргиев, за да се испочитуваат строгите заштитни протоколи, ним трошоците им се зголемиле во просек од 5000 до 10.000 евра по ординација, што за нив не само што било неиздржливо, туку било и погубно. Значи во моментот, работното место на 1000 вработени, најмалку на 1000 вработени, е загрозено бидејќи самото зголемување на финансиските трошкови ќе доведе несомнено до финансиски банкрот на голем број на приватни здравствени установи и во мрежа и надвор од мрежа. Загрижени за своите работни места, но и свесни дека зголемените трошоци ќе паднат врз грбот на пациентите, приватните стоматолози денеска повторно побараа итна помош од државата. Фиксната сума која ја плаќал ФЗО или пациент со своји лични средства, зависно од тоа што сега е договорено да биде зголемена, и владата на крајот да ги подржи и приватните здравствени установи, односно да ги направи економските мерки за поддршка на компаниите достапни и за приватните здравствени установи. Инаку ова не е прв пат ова здружение да бара помош од државата. Тие во ноември минатата година закажаа и протест, кој брзо го ставија во мирување. А од почетокот на корона кризата пак, пред непол месец побараа и донација во висина од 200.000 евра од Стоматолошката комора на Македонија. Меѓутоа, досега сите прозвани се оглушиле на нивните барања, открива за Алфа доктор Жарко Ѓоргиев.